со години го промовираше прогресивниот, а сега признава дека рамниот данок е најдобрата опција, но само во наредните 3 години. Премиерот Штип порача дека даночната реформа не успеала, бидејќи земите во соседството имале ниски рамни даноци, па призна дека дел од бизнисите се преселиле во други држави, а граѓаните отворале сметки во странство. По месеци фалење дека реформата дава резултати, надлежните конечно кажаа дека не се собрале онолку пари плюс колку што очекувале. Според Заев, доблест било да се признае грешката. Така ја нарече реформата, што беше главен адут за добивање гласови на избори. Не кажа дали на овој начин им се додворува на бизнисот и граѓаните на неполни 6 месеци до избори, или пак зошто целата вина за неуспехот се префрли врз еден човек, поранешниот министер за финансии Тевдовски, кога амин за политиките дадоа и СДСМ и коалиционите партнери во власта. Секогаш е многу почесно да ги признаете грешките и да се повлечете чекор назад, отколку како буквално да продолжите во нешто од пусти каприц, само и само да покажете дека сте исправни во тоа што сте почнале како политика. Ова е конкретен случај кој што верувам дека дефинитивно ќе испрати порака и до граѓаните ни, до стопанството, дека сме овде како власт, за сите нив, сме флексибилни, ги следиме сите детали, ги правиме анализите и модалитетите и секој пат можеме да им служиме да се промениме онака како што тие мислат дека е најдобро. Критики и од опозицијата. Лидерот на ВМРО ДПМН напомена дека цело време подсетувале дека прогресивниот данок нема да ги даде очекуваните резултати и најави дека кога дојдат на власт ќе го вратат рамниот данок, а некои даночни стапки дополнително ќе се намалат. За Мицковски ова е потврда на погрешните економски политики на власта, која не дала одговор на тоа кој ќе ги санира штетите и последиците од ваквиот неуспешен маневр врз бизнисот и граѓаните. Не можам да се изначудам со каква леснотија излегуваат пред новинарите и велат нашата економска политика всушност била погрешна овие 3 години. Кој ќе ги санира последиците? Имаат можност, еве, јас и оваа прилика ја користам и апелирам до Зоран Заев, до Министерството за финансии веднаш да ги вратат парите назад кај граѓаните и кон стопанството што ги наплаќаа како арач изминативе 9-10 месеци. Откако вчера на изненадување на јавноста, владата најави 3 години времено мирување на даночната реформа, односно враќање на 10% данок на личен доход и одложување на даноците на каматите на депозитите, закупнините, капиталните добивки, остро реагираше поранешниот министер за финансии Тевдовски, кој им порача на пратениците на СДСМ пред да гласаат за измените, да помислат дали се за бришање на социјалдемократски од името на СДСМ. Неговиот поранешен советник во министерството Бранимир Јовановиќ пак беше уште подиректен. Напиша дека ова значи потврда дека СДСМ како партија се грижи само за богатите, но не и за посиромашниот слој од населението.